Почитувани, добро вечер. 7 години Телевизија Плюс ги информира, забавува и едуцира граѓаните на Куманово. Токму тоа е поводот вечерва да разговарам со главниот и одговорен уредник, воедно и директорот на Телевизија Плюс, Драган Ивановски Шани. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за ова гостување. Добро вечер и благодарам што ја прифативте мојата сугестија да бидам конечно гостин и јас во емисијата Став. Еве, токму вистинскиот повод. Од 2015 година Телевизија Плюс зрачи во Куманово. Ја добивме ли поддршката од граѓаните? Како сте задоволни? Добро, јас во таа насока сигурно сум субјективен. Не можам да бидам објективен целосно. 7 години работиме. На почетокот, евидентно во првите 3-4 години имаше, не можам да кажам отпор, меѓутоа како период на адаптација на тоа дека постои нов медиум во Куманово, нова локална телевизија, па во тоа време имаше уште една регионална телевизија, малку беа тука и помешани работите, не беше сосема одвоено во перцепцијата на гледачите, но во последните 2-3 години на моје задоволство чувствувам дека се повеќе и повеќе гледачите ја прифаќаат телевизијата, дека се повеќе се информираат од нашите информации, односно од нашите пласирани информации, се повеќе дознаваат за случувањата во нашиот град, се повеќе реагираат позитивно на нашите содржини, актуелни емисии, дури јавувањата се зголемени со сугестии за нови содржини или корекции на веќе постоечките, нешто што го очекував и за кое што ми е драго. Јас се надевам дека во следниот период сето тоа само ќе се зголемува. Останува надеж дека се повеќе ќе не прифаќаат луѓето, дека на оваа ниво е тоа сосема задоволително, а од своја страна можам да кажам дека ние само можеме да го дадеме нашиот максимум за таа перцепција да биде што по-позитивна. Да. Како обстојува Телевизија Плюс овие 7 години? Се отворивме во едно навистина лошо, би рекла, време, немавме можност да ги користиме оние средства кои што во минатото ги доделуваше владата, тоа беше укинато кога започнавме. Подоцна се појави и спорниот член 102 со кој се забрани поддршката од општините, јавните претпријатија и слично. Како се справуваме со оваа состојба? Турбулентни времења, знам да кажам, не знам како се работи во нормални услови. Во кризни состојби веќе сме испраксирани. 2015 на овој датум, на 1 април, започна со работа Телевизија Плюс, иако на многумина може би символично според датумот им изгледаше дека на шега почнуваме една приказна за еден медиум кој, еве се надевам, веќе прерасна во вистински кумановски медиум или кумановска локална телевизија. Главниот извор на финансирање на телевизијата се рекламите. Јас не би го нарекол рекламирањето на владата кое што беше до 2016 година, чинам, до Пражинскиот договор како некоја поддршка или помош за телевизиите. Иако сега да не навлегуваме во тој сегмент, имаше тука и разноразни злоупотреби на тој вид на рекламирање на активностите на владата. Во време кога ние започнавме со работа, ако се сеќавате, започна објавувањето на така наречените политички бомби. И веднаш кога има турбуленции во политичката сфера на живење во некое општество, тоа се одразува на секој бизнис сектор, па така и на работењето на медиумите. Како резултат на тие преговори околу политичките бомби дојде до Пражинскиот договор и со самиот Пражински договор веќе беше укината можноста владата да ги рекламира своите активности. И ние со тоа немавме генерално проблем. Иако морам да потенцирам дека Телевизија Плюс за овие 7 години нема земено, дали како помош ќе го наречеме или како потреба на владата или некој министерство да ги презентира своите активности пред граѓаните, немаме земено ниту денар. Исклучиво се финансираме од приватните субјекти кои имаат потреба за рекламирање, од проектите кои што ги работиме самостојно или во соработка со невладините организации и секако од содржините кои што ги продуцираме и подосна, ако постои интерес за истите од страна на компаниите да имаат свој рекламен ТВ спот во самите содржини. Тешко,
навистина некогаш граѓаните имаат представа дека телевизиите или медиумите воопшто имаат огромна поддршка или од државата или од собствениците, но не е така. Посебно, ќе кажам, тоа се однесува на локалните и регионалните медиуми, не само телевизија. Јас кога зборувам дека треба да се насочиме кон тоа да ги рекламираме своите производи, сега говорам во име на предприемачите, во име на приватните субјекти, не говорам само за телевизија плюс. На Запад е абсолвирано прашањето дали е потребна реклама или не. За жал, ние треба нашите сограѓани да ги убедуваме дека рекламата е потребна, тоа е првиот чекор, а потоа, нели, дури потоа да најдат начин како таа реклама ќе ја спроведат. Јас велам, реклама е потребна на секој производ, само е прашално колкав е буџетот за тоа рекламирање, колку може приватниот субјект да си дозволи за да потроши во таа насока и на кој начин ќе се одвива таа рекламна кампања. Не мора секогаш преку телевизија плюс или било која друга телевизија. Постојат и други медиуми, меѓутоа телевизијата како традиционален медиум се уште го држи приматот пред, барем кај нас тука на Балканот, пред останатиот тип на медиуми. Нешто подоцна ќе ве прашам и за конкретно за соработката со приватните компании, меѓутоа предизвикали дополнителни проблеми врз функционирањето на медиумот самата криза предизвикана од COVID-19? Сигурно, јас пред малку реков дека ние постојано сме во некои кризни состојби, па така и кризата со COVID. По Пржинскиот договор споменавте дека беше донесен членот 102, верувам подоцна малку подетално за него ќе проговориме, бидејќи тој моментално ни прави најголема пречка во функционирањето. COVID кризата донесе проблеми во функционирањето кај најголем дел на стопански субјекти, секако делуваше и да работата на медиумите. Од друга страна пак, во време на COVID кризата, Телевизија Плюс излезе со една нова содржина преку која што не само што ги информиравме граѓаните за детално за активностите на кризниот штаб, локалната самоуправа, за сите оние работи кои што беа превземени во поглед на кризата, односно да се намалат ефектите од истата. Во исто време, на некој начин направивме и добар линк со граѓаните. Во тој момент ми се чини дека импактот на Телевизија Плюс беше најголем кај нашите сограѓани, бидејќи ја доживеа Телевизија Плюс конечно како нешто свое, како локален медиум кој навистина се грижи не само да информира што се случува во градот, туку и да ги насочи граѓаните кон решавање на своите проблеми, односно да им го олесни патот преку институциите да може да се ги решат конкретните проблеми. Тогаш бевме сведоци дека имаше многу проблеми, а најголемиот проблем беше неинформираноста. Јас сум задоволен од тоа дека и се надевам дека граѓаните преку тој пример најдобро увидоа што значат традиционалните медиуми, односно оние медиуми во кои што рамки работат проверени кадри, школувани новинари кои што се држат до новинарскиот кодекс, и тука не мислам само на новинарите, на медиумските работници воопшто. Значи постои разлика од вработени во медиуми кои тоа го работат со години и кои што работат според некој кодекс и според тој кодекс имаат едноставно пред се морална обврска да ги информираат и правовремено, но и вистинито граѓаните. За разлика од тоа постоја еден куп медиуми, посебно на социјалните мрежи, кои што во потрага по сензација со некои наслови скратени кои ви упатуваат на друг заклучок, предизвикуваат што повеќе нивна цел е тоа да соберат што повеќе кликови, не водејќи сметка дека со тоа можат да ја дезинформираат јавноста. Јас се надевам дека Телевизија Плюс во тој период навистина понуди квалитетни информации, навремено ги пласиравме и бевме добар линк помеѓу граѓаните и органите на локалната самоуправа кои што тогаш беа завземени да им ги решаваат проблемите на граѓаните, меѓутоа и тие беа во еден вид на хаос, бидејќи до сега сме немале таков тип на криза и тие низ работата заедно со нас доаѓаа до некои решенија за да може тој линк да функционира, не би рекол безпрекорно, но што полесно да функционира и на тој начин да
тие проблеми бидат решени на што поголем број на граѓани. Да. Го споменавме спорниот закон, спорниот член 102 на иницијатива на телевизијата како дел од Сдруженијето на локални и регионални медиуми, медиум објектив на поранешниот премиер Зоран Заев. При гостувањето овде му доставивте барање, односно информација за состојбата која што ја предизвика тој член. Докаде е ова постапка? Имате ли информација сега? И доколку не грешам, Сдруженијето за новинари претходно беше против, затоа што и тие сметаат дека не треба да има, како го нарекуваат, подкупот во медиумите да се спречи, меѓутоа и тие секако да го променија малку мислењето. Не само што ЗНМ има против подкупот на медиумите и ние како здружение сме против тоа. Имаше многу злоупотреби додека тој член се донесе, но знаете како е кај нас во државата, за жал не постои доволна координираност помеѓу субјектите кои што одлучуваат за законските регулативи. Конкретно, во овој случај, одлучуваат за законот за медиуми. И сега, со тој член 102 се постигна спротивен ефект според моје мислење или според наше мислење во Сдруженијето. Од една крајност, отидовме во друга крајност. Тогаш се делеа пари, односно се плаќаше простор во медиумите неконтролирано, без никаква вредност, без никаква анализа. А подоцна, со носењето на член 102, сосема се забрани плаќањето кон трговските радиодифузни друштва. Значи, тука мора да направиме една дистинкција, што е најбизарната работа во целиот случај. Значи, оние медиуми кои што си ги плаќаат обврските, односно имаат обврска да плаќаат за дозвола и други давачки кон државата, добија забрана да можат да наплатат реално изработени проекти кон државните субјекти, додека останатите медиуми кои што не се регулирани со закон, се мисли тука на електронските медиуми, на веб страните, порталите, тие немаат забрана. Кај нив државата и државните органи можат да се рекламираат и да вршат плаќање. Не само што членот 102 донесе потешкоти во работењето на трговските радиодифузни друштва. Од друга страна, бевме сведоци пред 7-8 месеци, па и можеби подолг период, кога имавме проблем со ковид кризата и кога тргна кампањата за вакцинација. Реално, владата имаше потреба од тоа да ги информира граѓаните колку е важно да се вакцинираат. Од друга страна, ние не смееме, според тој член 102, забрането ни е да рекламираме било каква активност од страна на владата, па и таа која што е за општо добро, нели? И едноставно бара од нас да направиме исклучок од членот 102 за да можеме да емитуваме таа кампања. Ние побаравме кога веќе правиме исклучок од членот 102 за емитување, да направиме исклучок и за плаќање. Во секој случај, Сдруженијето Медиум Објектив се бори не да биде дозволено владата или било кој државен орган да се рекламира или да ги информира граѓаните за своите активности и при тоа да плаќа за тоа неконтролирано. Ние излеговме со барање и со еден предлог за промена на членот 102 по претходни консултации со ЗНМ. За среќа, откако дојде на чело на ЗНМ Младен Чадиковски, имаме добра комуникација и јас се радувам што низ тие контакти тие почнаа да ги разбираат нашите проблеми при работењето. И сватија дека ние не се бориме да ни биде дозволено да наплаќаме државните институции за да можеме да правиме злоупотреби, туку напротив, тоа да биде регулирано и контролирано. Како ќе биде тоа? Еве, конкретно, ние дадовме предлог да седниците на Советот на општините бидат пренесувани на традиционалните медиуми, односно на телевизиите кои се локални или регионални, и за тоа да биде за таа услуга да има можност медиумот да изврши наплата од локалната самоуправа, бидејќи Советот не е правен субјект и не може, тоа може само општината да го плати. Но при тоа да не оставиме простор за калкулации, односно злоупотреби, туку по формула како што ја плаќаме и дозволата за да можеме да емитуваме програма, значи по некоја формула по број на жители во општината. И тогаш нема да биде важно која политичка структура владее, односно на власт во локалната самоуправа, кој е градоначалник,
Значи, или имате пренос на седмици, како што во случајот во Куманово имаме со години наназад, ако не се лажам, веќе 5 години вршиме директен пренос од седниците на Советот и сега не сме во можност таа услуга да ја наплатиме, а реално ангажираме голема екипа, голем број на луѓе. По неколку часови не можеме да емитуваме наша програма на телевизијата затоа што тоа се пренесува интегрално и во живо и само така е можно. И тука е единствената можност на опозицијата да го каже своето мислење без загарантирано право, нели? А тоа е пренесено до граѓаните. Значи сакаме по формула да биде тоа и да нема злоупотреби. Првичната реакција на ЗНМ е позитивна по нашиот предлог, треба да уследат некои дополнителни преговори околу деталите на тој наш предлог и јас се надевам дека со тој предлог заеднички ќе стапиме пред владата и генерално, значи, ние немаме проблем од страна на владата дека треба да дојде до промена на членот 102. Впрочем, го споменате и поранешниот премиер Зоран Заев, тој во 2 или 3 наврати јавно рече дека ќе се пристапи кон промена на членот 102, но веднаш потоа ЗНМ реагираше и тие ретерира во ставовите, не тргна таа постапка, бидејќи и ЗНМ си има своји аргументи зошто беа против промена на членот 102. Мислам дека со ваков тип на предлог, каде што ќе се гарантира тоа тие го бара, да има гаранции дека нема да има злоупотреби. Ние со овој предлог нудиме такви гаранции и верувам дека ќе најдеме заедничко решение. Интересно, кај нас медиумите, трговските радиодифузни друштва и потешкотијата во нашето работење е тоа што кога се во прашање нашите обврски, ние сме правен субјект и мораме да ги извршиме нашите обврски кон сите државни органи, нашите давачки, финансиски средства, дозволата да ја платиме, данокот да го платиме. Значи, тогаш сме правни субјекти. Во обратната насока, ние имаме, како никоја друга дејност, обштествена одговорност. Работиме за јавно добро, да ги информираме граѓаните. И тука е таа потешкотија. Треба да се трудиме да ги извршиме и двете обврски правилно. Тешко е, но се трудиме. Се најавуваше и фонд за медиумите, докаде е таа постапка? Па исто така во корелација со ЗНМ разговарам и на таа тема, тоа е добра идеја и треба да се спроведе, меѓутоа тоа се постапки посебно во нашето општество кои одат споро. За жал, многу комуникација, а многу малку реално превземени активности за да се дојде што побрзо до некое заеднички прифатливо решение. Најави владата дека сака да помогне на медиумите, ама не на начин што еве ќе ги финансира медиумите, туку ќе помогне на медиумите во насока да медиумите креираат програма. И на тој начин се помогне и на државата, односно на граѓаните, со тоа што ќе се креира квалитетна програма, која што ќе понуди некои добри вредности, односно преку тие програми ќе се сочуваат македонската традиција, култура, ќе се негува. Тука проблемот е што и во минатото постоеше таков вид на фонд, само сето тоа се одвиваше преку тогашниот Совет за радиодифузија, сега е Агенција за аудио и аудиовизуелни медиуми, и тогаш преку проекти се нудеа на медиумите одредени суми, одреден буџет, како да ги реализира тие програми. Нашето здружение има став дека онаму каде што човечкиот фактор е присутен, можни се и злоупотреби. Ние и тука понудивме едно решение да половина од тој фонд се распределува по медиумите по основ на платени придонеси, број на вработени платени придонеси. И ако решението биде такво, тогаш нема да има простор за злоупотреби. Едноставно во прашање се бројки и тоа е проверливо секогаш на дневно ниво. Додека другата половина да оди за конкретни проекти каде што ќе одлучува комисија која е стручна и секако мора тука да има представници и од нашето здружение, но и од релевантните здруженија на нашата професија како што се ЗНМ, Совет за етика и така натаму. Ја споменавте соработката со компаниите од градот.
Доколку направиме паралела со другите градови, Куманово е најголема општина, тоа го покажа и пописот. Извесен период по затворањето на некогашната телевизија Нова имаше и медиумски мрак, можеме слободно да кажеме, во градот не функционираше нити една телевизија освен албанската ТВ Феста. Сега функционираме и ние, еве веќе 7 години. Во Охрид имаме телевизии кои што функционираат, Битола по 25-30 години. Што е проблемот со нас? Има ли општествено одговорни компании кои што придонесуваат и помагаат еве за јавниот интерес за медиумите, за точно и навремено информирање? Па јас сум по природа оптимист и не сакам премногу да ги оптеретувам нашите сограѓани и гледачи со проблемите кои што ги имаме во функционирањето, но евидентно е дека има огромен број на проблеми и од таа причина веројатно многу медиуми во нашиот град не обстана. Да се сетиме колку телевизии само, од радиотелевизија Куманово, па Зора, па ТВ Нова беше, па Крт, па Катри поранешната. Катри, имавме многу телевизии и многу радиостаници кои за жал не постојат веќе. Моментално ние сме единствената телевизија во градот која што емитува програма на македонски, но и на српски јазик, и телевизија Феста која емитува на албански јазик. Имаме едно радио на македонски, едно радио на албански, и тоа е премногу малку ако споредиме со другите градови, според бројот на жители. Веројатно и од таа причина ние имавме голем проблем при самиот старт во работењето, бидејќи во Куманово владее едно такво мислење дека медиумите бргу пропаѓаат. Ќе отвори некој медиум, ќе започне со работа, 2, 3, 4 години ќе се соочи со реални финансиски проблеми и решението е затварање на фирмата, бидејќи се поинаку значи трупање на долгови. Борбата е голема. Јас само ќе кажам, имам некој впечаток дека нашите сограѓани не ја сваќаат доволно добро потребата од тоа да постои традиционален локален медиум, затоа што многу ретко вие ќе чуете за реалните проблеми на граѓаните не само на Куманово, туку и на сите други градови освен за Скопје, на националните медиуми. Тие обработуваат теми кои што во главном носат некои информации кои што се, ајде да кажам така, сензационалистички, ако има не дај Боже сообраќај на несреќа, убиство се има случајно, тогаш враќаат екипи во градовите во внатрешноста. Многу ретко информираат за реалните секојдневни проблеми на граѓаните. И тука локалните медиуми играат голема улога, огромна улога, затоа што постојано ние пак тука можеме да се истакнеме. И атрактивноста на нашата програма може да биде само во тој дел, ако работиме на локални теми. А тие се сепак пак најзначајни за граѓаните, бидејќи само на Балканот обичниот човек се занимава со висока политика, никаде на запад не се занимава со висока политика, граѓанинот во некои држави не знаат ниту како им се вика премиерот, како му името на премиерот, ги интересира она што е тука, близко до нив, кога ќе има некое решение за нивната населба кој ќе биде квалитетно, секојдневни проблеми. Велам, мислам дека граѓаните не ја сваќаат таа улога не само на телевизија Плюс, на сите медиуми кои што се локални, и затоа треба да даваат континуирана поддршка со тоа што ќе се информираат од локалните медиуми. Ако тие се информираат од локалните медиуми редовно и ако даваат поддршка на тој начин, тогаш и правните субјекти ќе имаат потреба да дадат своја поддршка за медиумот, односно да пласираат и рекламираат своји производи на одреден медиум. За жал, приватните субјекти со години наназад исто така, па и во поголема мера, чинам, не ја сваќаат потребата од постоење на локални медиуми. Многу пати си имам соочено со аргументи од типот нам не ни е потребна реклама. Пред малку реков, на запад апсолвирано прашање. Но еве да кажеме дека и на некој правен субјект не му е потребна реклама во моментални услови во кои што работи. Може би утре ќе пристигне некоја компанија која што се занимава со иста дејност и тогаш ќе му биде потребна реклама. И затоа до тогаш треба да се одржува имиџот на фирмата или на одредениот производ. А од друга страна, еве и при немање потреба од рекламирање, бидејќи се доволно познати производите, да кажеме, на некоја фирма пред граѓаните на Куманово. Каде е тука општествената одговорност?
Значи мора да постои општествена одговорност затоа што ја немам чуено некоја фирма во Куманово да ги има донесено парите од странство. Секоја фирма започнала од тука, од нашиот град и сега можеби значи нешто и на национално ниво, меѓутоа од тука тргнала приказката и со самото тоа има некоја одговорност кон своите сограѓани, односно своите први клиенти да им возврати со нешто. Дали тоа ќе биде спонзорирање на одреден спортски клуб, да кажеме. Дали ќе изгради спортско игралиште каде што ќе можат децата да тренираат некој тип на спорт, да практикуваат спортување. Или пак ќе има свој рекламен ТВ спот на телевизија или радио спот на радиостаница, сеедно со тоа допринесува на некој начин кон својот град. Во случајот, ако голем број на кумановски компании имаат свој рекламен ТВ спот кај нас, во голема мера ќе придонесат ние да ја збогатиме нашата програма. Затоа што јас немам чуено до сега на ниво на Македонија некој да се збогатил така што бил собственик на локален медиум. Тоа не постои. Сите локални и регионални медиуми се на граница на опстанок. Само е прашање, ако има доволно средства, дали програмата ќе биде збогатена. Ние континуирано вложуваме и во опремата, меѓутоа и во човечкиот фактор гледаме, тоа е нашата цел, да се прошириме што повеќе и да привлечеме што повеќе луѓе кои ја сакаат оваа професија да бидат дел од телевизија плюс. Но тоа оди навистина тешко, бидејќи, пак ќе кажам, за жал, честни исклучоци, но голем број од компаниите ја немаат таа перцепција и општествена одговорност за да придонесат за збогатување на програмата на телевизија плюс и останатите медиуми, а по завршувањето на оваа емисија ќе можат гледачите да ги видат оние компании преку рекламни пораки кои што даваат континуирана поддршка преку рекламирање на ТВ+. Да. Ќе зборуваме за програмската шема, само уште едно прашање, како ја оценувате соработката со општината, јавните претпријатија, институциите од градот? Во главном добра. Ние сме локален медиум и мора да соработуваме со локалните институции, во голем дел добра, но секако и тука постојат исклучоци и луѓе кои што едноставно немаат потреба или имаат таква перцепција дека не мораат да бидат отчетни пред граѓаните. Јас не можам да замислам дека некој сака да врши јавна функција, при тоа да не постои желба кај него за интервју или изјава кога медиумот ќе постави прашање. Бидејќи сите тие луѓе кои се поставени на одредени функции се или избрани на избори, или се поставени од некој што е избран на избори. Во секој случај, нивен работодавач е граѓанинот на Куманово и тие морат да бидат отчетни пред граѓаните на Куманово. Имаме тука некој отпор, се намалува тој отпор. Кога почнавме беше многу поголем, бидејќи и сами знаете, многу пати тежнееме кон тоа да го чуеме, да ја чуеме и другата страна, односно сите страни да бидат застапени во одреден прилог или емисија и да го кажат своето мислење. Ние не сме тука да носиме заклучоци како медиум, туку да ги презентираме фактите на граѓаните, а тие да си донесат заклучок кој од засегнатите страни е во право. И тука имаше голем отпор, не морам да давам изјава, ќе пратиме соопштение, па ќе го чекаме со денови соопштението. Велам, во главном тргнаа работите на добро, има голем број на луѓе вработени во општината или јавните предпријатија кои ја сваќаат таа своја обврска дека мора да ги информираат граѓаните и да бидат отчетни, меѓутоа има и луѓе кои што не заслужуваат да бидат на тие функции на кои што се. И јас се надевам дека со текот на времето и тоа ќе се искоригира и дека ќе се свати конечно дека не само преку телевизија плюс, туку преку било кој медиум мора да бидат отчетни пред граѓаните. Да. И покрај тешките услови, телевизија плюс продолжува да ги изработува своите продукциски изданија, меѓу кои Нема љутиш, Став за Куманово. Секоја вечер од 18:22 се емитува дневникот, застапени се речиси сите информации кои што се актуелни во нашиот град. Можеме и слободно да се пофалиме на некој начин дека во нашето студио влегува и председатели, и премиери, дека сме отворени за сите политички партии кои што сакаат да соработуваат. Многу ми напрашуваат дали ќе се прошири програмската шема. Пред малку чепнавме малку од тоа, тоа е поврзано со
финансиската состојба на медиумот. Значи, креирање на богата програмска шема подразбира голем буџет. Ние ова што моментално го презентираме на граѓаните, го правиме со голема мака. Односно, сме на граница на исцрпеност со години, толку се нашите можности. Еве сега уште една емисија, не само како идеја што постои, туку веќе снимањето е завршено, забавна емисија која што ќе биде од музички карактер, меѓутоа ќе има и презентација на македонски традиционални јадења и претендираме и таа емисија да емитуваме на национално ниво, како што го правиме тоа преку Нема љутиш. На тој начин мислам дека и го презентираме вистински градот. А кумановскиот дијалект моментално најмногу може да се чуе преку емисијата Нема љутиш во цела Македонија. Тука мора да ги споменам нашите, да кажам, братски телевизии низ Македонија. Нема љутиш не само што се емитува на ТВ24, која што зрачи на национално ниво, туку и на тие локални и регионални станици во секој град, кои што си имаат своја гледаност, своја публика, и на тој начин презентираме и дел од нашите обичаи во градот. И едноставно на тој начин го штитиме и кумановскиот дијалект. Тој е интересен за останатите, секогаш сакаат да го чујат. Оние постоечки емисии, мене ми е драго што постојат од самиот старт на емисијата. Најголем дел од нив постојат од почетокот на телевизијата и јас сум сигурен дека ќе имаат и понатаму свој континуитет. Се трудиме да внесеме и нови содржини. Граѓаните тоа го барат од нас. Многу пати сум добил апели зошто не направите ова, зошто она. Главниот проблем е во финансиите, меѓутоа и во неатрактивноста на нашата професија. Ние имаме проблем тука и на национално ниво. Работењето во медиумите не е атрактивно како што беше на времето. Многу ретко младите луѓе се одлучуваат да се насочат, да пробаат да работат во некој медиум. Ние имаме еден куп млади луѓе кои што имаат завршено факултет за бизнис и менеджмент. Нашиот оглас за маркетинг менеджер се емитуваше со месеци, многу ретко, не знам ни дали имаше јавување заинтересирани да ја работи некој таа работа, а тоа е работа која што може да биде наистина атрактивна и да донесе добар профит на оној што ќе се одлучи, но е макотрпна. Не доаѓаат резултатите преку ноќ. Така да и понатаму ќе апелираме, јас и во овој случај апелирам до компаниите во градот, затоа што ние имаме добри компании, силни компании што значат на национално ниво нешто. Да не е прескок на Телевизија Плюс или останатите локални медиуми кога имаат планирано рекламни кампањи. Затоа што и ние тука во Куманово можеме да изработиме рекламен ТВ материјал или радио материјал кој може потоа да се емитува на национално ниво, меѓутоа пред се тука на наше локално ниво. Со самото тоа, ако тие ни ја дадат таа подршка на тој начин, сигурно дека програмата ќе биде збогатена. Ќе имаме повеќе содржини и на тој начин граѓаните се повеќе, се надевам, ќе бидат дел од нашата телевизија и ќе ги следат се повеќе содржините што ги нудиме. Да, напоменавте и тоа новост дека Телевизија Плюс ќе започне да работи со продукцијска работа на промотивни видеа реклами, така? Па ние работиме во континуитет. Од самиот почеток телевизијата мора да продуцира за да има содржини, но разликата од нас до другите локални и регионални медиуми е што ние продуцираме и содржини кои што сакаме да ги емитуваме на национално ниво. Спомена предмалку, континуирано вложуваме во нова опрема што е преку потребна за продукцијска работа. Нови камери, вистински филмски камери кои што даваат многу подобра слика од оние кои што се секојдневно на терен, преку кои што можеме да снимаме ТВ спотови, музички ТВ спотови, рекламни ТВ спотови. Веќе квалитетот на таа работа е препознен и преку Нема љутиш. Тие скечеви се снимаат со новите камери и разликата е очигледна. Значи ние сакаме да се етаблираме на национално ниво во тие обиди да изработиме што повеќе емисии, музички спотови, рекламни ТВ спотови.
И на тој начин Телевизија Плюс дополнително, значи, и се евидентира пред македонската јавност, но пред се на тој начин го застапува и градот. За Куманово се слуша преку Нема Љутиш, јас се надевам и преку новата емисија и ќе се чуе ако работиме што повеќе ТВ содржина. Да. А во моментов не функционира, односно не оди емисијата Компаратив, наменет за српската заедница. Телевизијата е прва, ТВ Плюс е прва во земјава која што доби дозвола за работа, односно за пренос на српскиот јазик без превод. Па јас мислам дека Телевизија Плюс е можеби единствена која што има дозвола да емитува програма на српски јазик без превод. Не само во Македонија, туку воопшто во светот надвор од Република Српска и Република Србија. Тоа е евидентно зошто, бидејќи постои значителна српска заедница во Куманово и во околината. На почетокот на емисијата потенцирав дека Телевизија Плюс нема земено ниту денар од нашите министерства или од владата, од државата наша, меѓутоа имаме добиено средства, значителни средства од Република Србија, но по основ на проект Компаратив во случајот. Од самиот почеток мислам дека од втората година на нашето постоење конкуриравме, затоа што во Република Србија постои конкурс за изработка на медиумски содржини за земјите од регионот на српски јазик, а се во насока на очувување на српската традиција, култура, јазик и така натаму. Бидејќи ние имаме таа дозвола, изработивме проект, тие учествуваат во кофинансирањето, значи не целосно финансирање на проектот, но го кофинансираат доколку мислат дека тоа ќе допринесе за нивните цели. Минатата година не го добивме проектот. Јас се надевам дека ова година повторно ќе го имаме. Ние и без Компаратив секогаш се трудиме да информираме српската заедница во Куманово и околината, меѓутоа и во целиот свет. Ние по пат на стрим се емитуваме во цел свет, секаде каде што има заинтересирани, односно припадници на српската заедница, да можат на својот мајчин јазик да ги добијат информациите од овој регион. Значи, и без Компаратив тоа го правиме во Дневникот, во останатите емисии. Наши гости биле припадници на српската заедница, амбасадорката на Република Србија во нашата држава и други представници од Република Србија, но и представници на српската заедница во Македонија. Јас бев на средба со новата амбасадорка на Република Србија во нашата држава. Разговаравме на тема дека исто така српските компании, чии што производи се застапени во значителна мера во нашата држава, ќе имаат свој интерес да се рекламираат преку нашиот медиум. Затоа што на тој начин и тие ќе го помогнат создавањето на нови содржини на српски јазик. Ние емитуваме и други содржини на српски јазик, кои ги добиваме од Република Србија. Тоа се емисии кои се забавни претежно и кои што, верувам, не пречат ниту на останатите заедници, прочем блиски сме, комшии сме и не гледам зошто да не ги размениме тие информации и да ги зачуваме нашите традиции, и македонската и српската, но недостасуваат содржини од оваа подрачје во Куманово што се случува и во околината на Куманово, сето тоа да биде на српски јазик. Се надевам дека оваа година Компаратив повторно ќе заживе и ќе обработуваме нови теми, секако изворно на српски јазик. За досегашната работа и особено за придонесот за време на пандемијата, Телевизија Плюс го доби највисокото општинско признание, ноемвриската награда, добивме и одредени други признанија, благодарници од одредени здруженија, организации и слично. Колку се тие поттик за понатамошната работа? Како велат, во медиумите можеби пари нема, ама благодарници има еден куп, кои многу значат. Секако дека многу ни значи ноемвриската награда, но посебно ми значи, како екипа, како колектив ТВ Плюс, затоа што ја добивме наградата кога истата ја добија само медицински лица или медицински установи во ек на здравствена криза. Верувам дека беше заслужено и верувам дека помогнавме во справување со таа криза на локално ниво и навистина ми е драго што луѓето тоа го препознаа, го предложија и беше усвоено од страна на комисијата која што одлучува за наградите и за признанијата.
Но мене многу повеќе од тие благодарници од невладини организации, од владини институции, sejedno или ноемвриската награда ми значи обичниот граѓанин на Куманово, кој ќе се доближи до мене со желба да се поздрави, запознае и да ни одаде признание за нашите напори кои се евидентни, да ги информираме и секако да допринесеме да секојдневните проблеми им бидат што по ретки или намалени и да можат да си ги остварат своите права и да ги решат своите проблеми. Ви благодарам за одвоеното време. Се надевам дека повторно ќе ви имаме во нашето студио, дека нема да чекаме уште 7 години и дека еве одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат граѓаните и дека на тој начин им ја доближивме и на нив телевизијата. Јас благодарам за можноста, иако не сакам многу да се појавувам на медиумот во кој одлучувам од оваа страна, освен во содржините кои што ги креирам. Драго ми е ако успеавме да им објасниме на граѓаните со каков тип на проблеми се соочуваме, иако не сакам проблемите да бидат во прв план, сакам да разговараме за убави нешта и сакам да креираме убави нешта. Но при тоа уште еднаш ќе упатам апел и до граѓаните да навистина ја имаат поддршката и да ја зголемат и вербата и поддршката кон Телевизија Плюс, но посебно апелирам уште еднаш до фирмите, до компаниите во Куманово. Секогаш кога планираат да имаат некоја активност во поглед на рекламна кампања, да го прават тоа преку програмата на ТВ Плюс или пак да изработуваат содржини кои подоцна ќе ги пласираат и на национално ниво. Така најдобро ќе придонесат нивните сограѓани да имаат навистина еден кумановски локален медиум кој ќе информира објективно и навремено. Благодарам. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на програмата на Телевизија Плюс.